Ако не сакаш вкусна храна, смени го видео. Ова не е за тебе. Ова е за сите кои што се обожаватели на добар бакардан или качамак, како и да го наречеме. Што се ни е потребно за овој традиционален, сепак стар рецепт? Потребно ни е едно тенџере, вода, ченкарно брашно. Првично, ставаме 1 литар вода, ќе додадеме и сол. 3 грама сол. Немојте да се опуштате многу со солта, затоа што потоа ќе додадеме и сирење. Со оглед на тоа, не се опуштајте со солта. Значи, на 1 литар вода, 500 грама ченкарно брашно. Тоа е соодносот за качамак или бакардан. Еве, почна више водата. Ајде, ајде. Ајде, ајде, ври, 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 Мики мој, Мики мој. Сега дојде моментот каде што треба да се стави брашното. 500 грама брашно. И сега што е клучниот момент? Не се меша. Може само вака да го распоредиме брашното што е на површината и да направиме неколку дупки. Сега тука мора да се намали на што е можно потиво коган. Ете така. Направиме неколку дупки. Ете вака. Го оставаме тивко да крчка. Сега веќе е клучниот момент да се престане со готвење, тој процес завршува. Се гледа, малци има вода, се уште има вода, нормално е, но таа вода е погуста, тоест има повише скроп, што е многу нормално. Потргаме од оган, со истата лажица што направивме дупки, со обратната страна почнуваме и ја мешаме целата смеса. Нормално е вака, да ви се залепи на лажицата, тоа значи дека е готово. Го префрламе во друг сат, за да може убаво да се излади. Го сецкаме на поситни парчиња, за побаво да се излади. Сега вака, затоа што станува збор за чисто брашно и вода и сол, нели? Потребно му е нешто мрсно, нешто што може да го освежи тој вкус, да не биде лепливо и никакво. Ќе додадеме ситно сецкана сланина. Ја пуштаме сланината да се пржи. Ќе додадеме на крајот и путер, затоа што нема да биде доволно таа мрснотија од самата сланина, затоа ќе додадеме и путер, со тој начин ќе го збогатиме вкусот. Сланината почна да се пржи. Колку убаво мириса. Штета што не можете да помирисате, драги мои. Штета. Сега вака, веќе е скоро да се рече изладено
изгладен е качамакот или бакарданот, но во никој случај ово не е полента, палента или како го да ја наречеме. Многу личности се бунат кога ќе речеме качамак, бакардан, ги асоцира на палента. Не знам зашто така, но тоа се две различни јадења и не се исти за подготовка и не се исти на вкус. Го додаваме и путевот. Путерот се стопи, сега може, пазете, ова е магија, пазете, ова е магија. Пазете, ова е магија. Ќе промешаме внимателно. Мислам дека е сосема доволно масно. Значи сега промешуваме убаво. Вака изгледа традиционалниот бакардан качамак. Драги мои, останува најважното нешто да пробаме. Но, топло ви го препорачувам ова јадење заедно со некоја чаша јогурт или убаво домашно кисело млеко, фантастична комбинација. Хајде да пробаме. Гаси, нет, гаси. Крај. Не го давам.